Значи ова е скриншот од лидерска средба која што се одржала на 29 март 2021 година помеѓу Христијан Мицкоски и Зоран Заев. Значи договорено е, прифатена е од страна на Христијан Мицкоски истата методологија која што денеска ја оспорува и најавува дека требал да одговара на статистика Апостолов. Веднаш по завршувањето на пописот, 2022 беше тоа некаде почеток на годината, јануари-февруари. Излегува Христијан Мицкоски на интервју на телевизија Алфа и вика по доаѓањето на ВМРО ДПМН на власта ќе спроведеме вонреден електронски попис. Во првата година ниту го направија вонредниот електронски попис, ниту го потврди она што вчера го кажа дека ќе има вонреден електронски попис наредната година, значи се повлече од сите можни позиции. Зошто? Влен не ти дозволува. Толку ти е капацитетот, толку ти е силата. Џабе имаш 58 пратеници, џабе имаш председател на држава, џабе имаш мнозинство опозиции, значи џабе ти е све. Треба да имаш срце и треба да имаш бели бубреси. Но исто времено и порачевме дека веднаш после промената на власт имаме една статистичка вистинска операција електронски попис на кој што јасно ќе знаеме колку е резидентното население во Македонија. Кај ти е вонредниот електронски попис? И вчера го најави за да кажеш сега дека 2030 ќе биде. Наредовно.